Добро вечер во централните вести на Канал 5. Ви благодарам што сте со нас. Ова се насловите. Претреси во 16 објекти и притвор за 10 осомничени. Преку даночни затајувања и перење пари го оштетиле буџетот за речиси 5 милиони евра. Како била организирана целата шема? Пречките надминати. Safe City и дефинитивно стартува на 1 февруари. Беа разјаснети сите нејасни работи. Низ Скопје се поставуваат сообраќајни знаци. Пиштолите кои што по Нова година беа украдени од паркови Зеленило, најдени скриени во автомобил на граничниот премин Богородица. Каде точно ќе се изгради спомен обележјето за настраданите од Кочанската трагедија? Имаше некои разни коментари дека не треба да биде тука, треба да биде на Пониква. Во голема полициска акција спроведена на 16 локации, приведени се 20 лица кои се сомничат дека преку даночни измами го оштетиле буџетот за речиси 5 милиони евра. Меѓу осомничените се и високи раководители во УЈАП, кои со лажни печати и фиктивна документација помагале во перење пари. 10 од приведените веќе добија притвор. Кои се, дознаваме од Дејан Трајковски. Направиле шема во 2023, па за 2 години преку даночни затајување и измами, перење на пари, како и преку злоупотреба на службената должност на службеници на УЈАП, го оштетиле државниот буџет за речиси 5 милиони евра. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција отвори предмет против 20 лица, откако синоќа во соработка со полицијата извршија претреси на 16 локации во земјава. Акцијата е резултат на постапување на истражителите на ово обвинителство и Управата за финансиско разузнавање, откако добили известување од Агенцијата за национална безбедност. При претресите се пронајдени и времено одземени фиктивна документација, парични средства, оружје и лажни печати од правни лица, а осомничените лица се обезбедени. Соопшти од обвинителството, прво осомничен е српски државјанин собственик на 2 фирми во земјава, кој според обвинителството, заедно со двајца службеници на раководни позиции во УЈАП Скопје, се мозокот и создавачи на злосторничкото здружување, кое подоцна се проширило. Затајувањето на данокот се однесува токму на прво осомничениот кој избегнал да плати 190.000 евра преку лажни податоци во даночните пријави за 2023 и 2024, кога во групата биле вклучени и други собственици, управители и вработени во правни лица во Скопје и Гевгелија. Останатите осомничени собственици и управители на правни лица со лажни пријави побарале, а осомничените вработени им одобриле неосновано враќање данок за нерезидентни правни лица, со што е нанесена штета на буџетот во износ од околу 500.000 евра. Дополнително дел од осомничените во истиот период вршеле трансфери по дигање парични средства со цел прикривање на потеклото на парите прибавени со кривични дела во вкупен износ од 1,5 милиони евра. Соопшти од обвинителството, оттаму велат дека досега имаат докази дека осомничените вработени во Управата за јавни приходи регионална дирекција Скопје, од кои дел на високи раководни позиции со повеќекратни злоупотреби на службената положба нанеле вкупна штета на буџетот од најмалку 2,6 милиони евра. За 10 од уапсените, обвинителството побара притвор, од кои двајца веќе се во притвор за случајот со злоупотребите со ИПАРТ фондовите, а на останатите 10 одредени им се мерки на предпазливост. Safe City и официјално стартува на 1 февруари. Ова го потврди премиерот Мицкоски, според кого надминати се блокадите од ДУИ. Во меѓувреме низ Скопје продолжуваат да се монтираат и дополнителни камери на местата каде што не достига, но и се поставува сообраќајна сигнализација. Маја Стојановска со детали. На лидерската средба беше договорена безусловна поддршка за измените на законот за прекршоци, изјави премиерот Христијан Мицкоски, додавајќи дека очекува тие да бидат усвоени на следната собраниска седница и да почнат да се применуваат од 1 февруари. Тој посочи дека иако лидерот на ДУИ Али Ахмети споменувал наводни поднесени амандмани, било утврдено дека тие не постојат, пошто координаторите на пратеничките групи одржале состанок за расчистување на дилемите. Таков состанок, колку што јас сум информиран во текот на вчерашниот ден се случи, бидејќи одсутен министерот за внатрешни работи од Македонија беше вклучен преку телефонски повик, беа разјаснети сите нејасни работи и очекувам законот за прекршоци
веќе на следната собраниска седница да помине. Ќе повторам, тој поминува со двотретинско мнозинство без потреба од Бадинтер и од 1 февруари така наречениот безбеден град проектот да стартува. Иако ДУИ денеска најавија пресконференција во собранието, истата беше откажана без објаснување. Од партијата не одговорија дали разликите за законот за прекршоци се надминати и дали ДУИ дефинитивно ќе гласа за законските измени. Од МВР велат дека системот безбеден град технички ќе биде спремен за пуштање во употреба во предвидениот рок од 1 февруари во Скопје, Куманово и Тетово, а до крајот на годината и на територијата на целата држава, доколку законските измени се донесат навремено. Во меѓувреме СЕИФ сите го проширува својот видик од она што може да го забележиме на терен и дека се поставуваат нови инсталации на повеќе локации, каде што граѓаните претходно реагираат дека недостасуваат. Покрај нови камери, на дел од скопските улици веќе може да се забележи нова сигнализација, односно табли поставени во близина на камерите, кои ги предупредуваат возачите да ја контролираат брзината. И уште една вест која што пристигна попладнево. Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните дека во рамките на проектот Безбеден град во периодот од вторник 21 до сабота 31.1 ќе се врши тестирање, калибрација и верификација на поставените камери за сообраќаен надзор, информира од секторот за односи со јавност и протокол при МВР. Тестирањата ќе се реализираат секој ден во периодот од 8 до 20 часот. За време на спроведувањето на овие активности, возилата на локациите каде што се врши тестирањето нема да бидат пропуштани додека трае постапката. Во првата недела од предвидениот период, активностите ќе се спроведуваат исклучиво на локациите со поставени камери на подрачјето на градот Скопје. Ги повикуваме граѓаните и сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат привремените ограничувања, како и да покажат разбирање, трпение и соработка, со цел непречено и безбедно реализирање на планираните активности, се вели во соопштението на МВР. Вкупно 9 службени пиштоли украдени на 5 јануари од просториите на јавното претпријатие Паркови Зеленило во Скопје се пронајдени во автомобил Шкода Октавија, собственост на правно лице од Прилеп при царинска контрола на граничниот премин Богородица, соопштија од обвинителството. Ојо Гевгелија донесе наредба за спроведување истражна постапка против жител на Прилеп, кој на 14 јануари го изнајмил возилото од компанијата и со него се обидел преку граница да ги пренесе полуавтоматските пиштоли, сокриени во фабричкиот простор помеѓу лимот и тапацирот на автомобилот. По сериските броеви е утврдено дека станува збор за оружјето кое претходно било украдено од службените простории на Паркови Зеленило Скопје и регистрирано како службено оружје на обезбедувањето во скопското претпријатие. Јавниот обвинител до судијата на претходна постапка достави предлог за определување мерка притвор за осомничениот за кривично дело неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или експлозивни материи, се наведува во соопштението од обвинителството. Продолжуваат тензиите за и околу Гренланд. САД остануваат во намерата да го земат. The president has made his priority quite clear. He wants the United States to acquire Greenland. Македонија на став. За проблемот се разговара во рамките на НАТО. Од СДСМ обвинуваат дека, како што велат, погрешните политики на владата директно довеле до суспендирање на обработката на американските визи за македонските граѓани. Според нив, ова е јасен политички сигнал за недоверба во институциите и опасно загрозување на стратешкото партнерство со САД. Премиерот Мицкоски пак порача дека следните денови ќе имаме убави вести во однос на визите. Афродита Рамос. Премиерот Мицкоски смирува и апелира на трпеливост. Наскоро, граѓаните можат да очекуваат позитивно решение од разговорите со САД за визната политика. Откако Македонија се најде меѓу 75 земји на кои САД им ги суспендираше и селеничките визи. На опозицијата пак тој порача да биде внимателна со навредите кон стратешките партнери на Македонија. Јас жалам што опозицијата после
жестоките и рафални критики кон нашиот стратешки партнер Обединетото кралство, сега истото тоа го прави кон Соединетите американски држави. Ке ве потсетам, не така одамна, кога беа наметнати оние трговски тарифи од 33-35%, истите тие опозицијски перјаници, поитаа да го навредуваат нашиот стратешки партнер Соединетите американски држави, а никаде ги немаше да се извинуваат кога се нивелираше таа ставка на 15%. Очекувам многу добри вести за македонските граѓани наскоро. Од опозицијската СДСМ пак велат, вината не е во Вашингтон, туку во слабата дипломатија и нереалноста на прикажаните односи меѓу Македонија и САД. Според СДСМ, одлуката на САД не е техничка пауза, туку политички сигнал и предупредување. Соединетите американски држави внимателно следат состојбата во земјата и овој, како што кажав, јасен сигнал дека гледаат проблем, односно дека нешто не е ред во нашата држава. Толку од овој периметар на премиерот Мицковски, кој што со мит се обидуваше да создаде таква слика во нашата држава. Неговите одлични, специјални односи, како што самиот милуваше да каже со САД, се толку добри што завршивме во периметарот на Сомалија и земјите од третиот свет. Податоците од Стейт Департментот покажуваат дека во последните 9 години бројот на издадени американски иселенички визи за македонски државјани бележи пад. Во 2015-та се издадени 1318, а во 2024-та 573 визи. Во овој 9-годишен период вкупно се издадени 8163 иселенички визи на македонски државјани. Иако вчера министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски не сакаше да ги сподели аргументите кои ги добил од американска страна за причините поради кои Македонија се најде во групата земји со стопирани иселенички визи, според објавите од Стейт Департментот и Белата куќа. Се работи за проблемот со имигранти кои по доаѓањето во САД зависат од државна помош и социјални бенефиции, а според списокот кој го објави председателот Трамп, тоа вклучува и 33% од македонските иселеници. На кое место да биде изградено спомен обележјето за загинатите од Кочанската трагедија? Општината на следната седница ќе разговара за ова прашање. А дел од родителите на загинатите обвинуваат за поделби и ненаучени лекции од трагедијата. Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Наместо обединување, повторно поделби. Како оваа трагедија да не беше доволна за да ја научиме лекцијата за човечност и солидарност, вели Кире Димитриев, чиј син Диме загина во пожарот во Кочанската дискотека Пулс. Во пресрет на првата годишнина од трагедијата, Сдруженијето на граѓани 16 март интензивно се подготвува да изгради спомен обележје за жртвите, но наидуваат на несогласувања од дел од сограѓаните. Тие предлагаат да биде во центарот на градот, во близина на паркот, за да биде лесно достапен. Ние како здружение имавме барање локацијата да биде на улица Браќа Ставреви. За тој предлог имаше електронска анкета пред некое време, спроведена преку град Кочани. Околу 2000 жители од тие што се тука во околината и во зградата пред која што па не така близко ќе се наоѓа спомен одбележјето, беа против. А имаше некои разни коментари дека не треба да биде тука, треба да биде на Пониква или на периферијата во градот. Дури имаше такви предлози дека треба да биде на самото место на злосторот, на пожарот, што за нас родителите никако не е прифатливо. Инвестицијата е на здружението со помош на фирми кои што излегува во пресрет и донираат со единствена цел да го зачуваме споменот за нашите деца. Градоначалникот Владко Грузданов вели дека е помината јавната анкета во однос на барањето на родителите на починатите и Сдруженијето 16 март, а Општинскиот совет на следната седница треба да ја донесе одлуката за доделување место за градба на споменикот, иако во буџетот на општината не се предвидени средства за изградба на споменикот. Како што вели градоначалникот, има несогласувања околу локацијата, кои се усно искажани, но ништо до општината не стигнало на писмено. Имаше едно несогласување од страна на жителите кои живеат во околината на група на граѓани кои живеат во околината на самото место што го бараат родителите. И од таа причина беше и јавната анкета, но истите
не излегува на јавната анкета. Во моментот се уште имаме некои така усни преставки, но немаме ништо конкретно написмено. Инаку, откако во јавноста се појавија информации дека на неодамнешната лидерска средба немало слух за исплаќање одштета на семејствата на загинатите, поради тоа што пожарот се случил во приватен објект, од Сдруженијето на граѓани 16 март излегува со став дека државата нема право на различен третман на жртвите. Во конкретниот случај постои инволвираност на носители на јавни функции, кои постапувале или не постапувале од позиција на јавни овластувања, представувајќи ја државата и државните институции. Таквото постапување или непостапување, кое довело до штетната последица, ја засилува обврската на државата за институционална одговорност и за донесување одлука по барањето доставено од Сдруженијето. Стои во реакцијата. Меморијален споменик за жртвите, освен во центарот на Кочани, ќе се гради и на Пониква, зашто веќе е завршен проектот и е добиено решение за изградба. Во Собранието почна јавна расправа по предлог законот за изменување и дополнување на кривичниот законник. Познавачите кои зедоа збор се со различни мислења за квалитетот на измените. Детали има Михајло Видемлиски. Критики, но и пофалби за измените на кривичниот законник кои влегоа во собраниска процедура. Адвокати и професори денеска дискутираа на јавната расправа, каде ги изнесоа своите забелешки. Според професорката Ана Чупеска, новиот член за злоупотреба на службената положба е, како што рече, правна тврдина за заштита на функционерите. Адвокатката Ружица Николовска пак смета дека измените ја враќаат правната сигурност на граѓаните. Субсидиарната клаузула во случајот дека потешкото дело ќе ги повреди правата на друг, ако не се исполнети други обележја, станува мртво слово на хартија, исто како и во нестрикните измени од претходно. Така што ова е правна тврдина за заштита на функционерите. Сега пред нас, барем јас гледам текст преку кој се обидуваме да вратиме нешто и да воспоставиме некаква правна сигурност и еднаквост за сите кои што се инволвирани во судските процеси. Представници на невладиниот сектор пак предлагаат да се утврдат поригорозни казни за злоупотребите на јавните набавки и да се врати членот 353 пред спорните измени од 2023-та, или пак да се чека комплетно нов кривичен законник. Сметаме дека со предложените измени на членот 353 ќе се создаде правна несигурност и ќе се даде можност дури и актуелните кривични предмети да бидат запрени затоа што инкриминациите по кои се водат актуелните, барем зборувам оние познати во јавноста и големите случаи, ниту еден не е по овие два основи кои се наведени во предложеното решение. Во пракса постојат бројни случаи на злоупотреба на интимни материјали кои не содржат експлицитна голотија или сексуален чин, но предизвикуваат сериозна повреда на достоинството, безбедноста и психолошката состојба на лицето. Ова решение само парцијално ги решава проблемите кои ги воведовме со измените од 2023 година. Точно се враќа искористувањето на службената положба како действие на сторување на кривичното дело, но имотна користа која што се стекнува се сведува исклучиво на имотна корист. Со предложените измени се враќа злоупотребата на службената положба при јавните набавки, но со помала казна од претходно, односно со горна граница до 10 години. Повисоки казни според предложеното решение има кај злосторничко здружување и несовесно работење. Невообичаен инцидент на Попова шапка. За што се работи открива Афродита Рамос. Инцидент на Попова шапка. При теренска контрола се откриени 5 ратраци кои оперирале без склучен договор со Националниот парк, а нивните оператори ги попречиле вработените во јавната установа при извршувањето на своите службени задачи, информираат од Националниот парк Шар планина. При теренските контроли на државен имот беше констатирано вршење на дејноста скијање со 5 возила ратраци од страна на одреден оператор кој нема склучено договор. За време на извршувањето на своите службени задачи, вработените на институцијата беа попречени од операторот со движењето на ратраците. Нелегитимните постапки на операторот создадоа директен ризик за животот и безбедноста на вработените на институцијата. По настанот ќе биде поднесена пријава до Министерството за внатрешни работи и до Државен инспекторат за животна средина и просторно планирање, велат од установата.
Од Националниот парк потсетуваат дека вршење на дејноста скијање со ратраци на територијата на паркот е дозволено исклучиво во зоните определени за активно управување, надвор од зоната на строга заштита и само во целосна согласност со законските и договорните услови. Менуваме тема. Владата донесе одлука за квота од 10.000 странски работници кои ќе се ангажираат во земјава. Од вкупната бројка речиси половина се наменети за нови работници. Каде се потребни овие лица и зошто не се пополнуваат недостатоците со домашен кадар? Од прилогот на Сандра Спасовска. Недостатокот на работна сила и годинава ќе се пополнува со вработување на странски државјани. Владата донесе одлука за квота од 10.000 работни дозволи за странски државјани. Од таму велат станува збор за вообичаена процедура, каде нема дополнителни отстапувања. Овогодинишната квота е иста со квотата утврдена во 2025. Најголем дел работници и натаму се потребни во секторот градежништво, што според бизнисот се должи пред се на изградбата на коридорите 8 и 10Д, додека најмал број на странски работници се ангажираат во делот на земјоделството. Од Сојузот на стопански комори за Канал 5 велат дека лани биле ангажирани околу 6.000 вработувања, додека годинава се предвидува вработување на околу 4.500 странци. Оваа квота од 10.000 се однесува за вкупно вработените од минатата година и од оваа година, што ќе бидат пријавени, околу 4.500 се предвидува дека ќе има барање на вработување на странци, засега предничи градежниот сектор и инфраструктурните објекти кои што се градат на територијата на Македонија. Ангажирањето на странски работници од бизнис секторот велат се должи пред се на несоодветниот кадар кој е слободен на пазарот во земјава. Од Сојузот на стопански комори велат доколку има потреба како бизнис заедница ќе побараат изголемување на квотата. Структурата на невработените не е таква како што одговара на потребите на работодавачите во Македонија, значи претежно младата работоспособно население не е во Македонија, во овој поглед во делот на ангажманот на градежната индустрија, односно на градежништвото, каде што имаме потреба од таков вид на кадар. Инаку оние дејности кои што абсорбираат на некој начин повозрасни работници секако се во прилика да бираат од работоспособното население во Македонија. Од Министерството за економија и труд за Канал 5 велат податоците покажуваат дека најмногу работни дозволи минатата година биле издадени на странски државјани од Турција. На второ место се Бангладеш и Непал, а по нив следуваат Индија и Косово. Воздухот во Скопје изутрината беше екстремно загаден. На некои мерни места концентрацијата на PM честичките беше и до 5 пати над максимално дозволеното ниво. Граѓанската иницијатива Стоп за Усје најави нова блокада на 21 јануари со порака дека институционалниот молк околу загадувањето на воздухот станува неподнослив за скопјани. Здравко Димитров. Ветрот се смири, а препознатливиот мирис на загаден воздух повторно се врати во Скопје. Утринава главниот град повторно се најде на неславната листа најзагадени градови во светот и Европа. Според вебсајтот Мој воздух и апликацијата AirCare, Скопје се најде на врвот на две листи. 5-ти најзагаден град во Европа и 13-ти на светско ниво. Дел од граѓаните кои ги анкетиравме за ова прашање велат дека загадениот воздух им е речиси секојдневие. Што да коментирам, сине? Скоро секој ден се среќаваме со истите проблеми со воздух. Сите знаеме дека е најзагадено, што да правиме? Мора да искучиме. Очекувате дека лекар треба да се оди некој на работа. Ја во Ново Лисиче живеам, кај нас тука иди смрди на вечер. И то јако смрдење. Магла многу има. Дури не се гледа зградите некош. Зависи од кога како почина да работи и дали има ветар. Па ништо не ми е чудно више, све се навикнав јас. Што да го коментирам? Све е искоментирано. Па јас имам 70 и некоја година, оддавно очекувам да се смени нешто, не се сменило. Од град Скопје уверуваат дека се работи континуирано на подобрување на квалитетот на воздухот. Краткорочните мерки кои ги преземаат велат се насочени кон брза реакција при зголемено загадување и апелираат до граѓаните правилно да ги затоплуваат своите домови. Во делот на долгорочните мерки велат дека се фокусирани на системско намалување на изворите на загадување и подобрување на контролниот механизам.
Додаваат и дека инспекторатот на град Скопје спровел низа контроли кај физички и правни лица и дека при утврдените неправилности изречени се соодветни мерки и санкции. Од иницијативата Стоп за усје најавија и нов протест за 21 јануари на крстосницата меѓу булеварите Србија и Борис Трајковски со почеток од 18 часот. Нивното клучно барање на протестот е да бидат поставени независни мерни станици кои ќе покажуваат јавни податоци во реално време, за да можат граѓаните во секое време да проверуваат што дишат. Нивниот претходен протест беше на 25 декември минатата година. Ивана Стојановска ве очекува во продолжение во Самовистина. Пријатна вечер.